Во југозападниот дел на Македонија, на околу 740 метри надморска височина, се наоѓа градот Охрид, кој воедно бил и административен центар на истоимената општина. Тој бил наречен и бисер на Македонија заради прекрасното езеро, кое било мамка за многу туристи, но и за градежната мафија. Мештаните од градот, кои биле познати по својата гостопримливост, покрај тоа што биле партиски поделени, се делеле уште на климче и на номче. Ова е приказ на за еден климче, кој што бил познат локален јутјубер. Здраво, здраво, мои фоловери, ево со ново издание денеска ќе се зборви за пописот. Но, пред да почнеме со ова видео, да ве потсетам само да скриснете subscribe овде и notification и лайк да клајте, зашто така алгоритмов на YouTube многу ќе ме прави и многу поќе гледаноски имаме сите. Значи, како што реков, денешна тема е пописот. Срамота е како луѓе да немаме 20 години попис направено. И ова сега што не отвара врати, ево, го одложива за септември. Ево кај е септембар, ќе дојде. Луѓе, треба да знаеме колку сме, бе. Треба да се знае колку сме. Што би имат? После, бе, не. Треба да се знае колку сме, заш малу сме, бе. Тие сме, нема да се делиме на вакви, на такви, се делиме по политичка основа, се делиме по полови, по што се делиме ние. Тоа е, бе, ние сме заш Охрид. Охрид, тоа е срцето на Македонија. Овде турист, ние, например, јас сакам да инвестирам во туризмот. И што правиме? Што правиме? Од кај знам колку кревети треба, набавта нана сега, тој стел кревет, јас там кревет, овој се кревет а туристи колку ќе дојат? Нема туристи. Патарини не сполни се све, Скопје кој ќе дојат овде нема кревети, не јас и жената ми спијаме да не седи празен. Заш скопјаните си имат станови, ние не знаеме колку станови се, колку луѓе идат овде. Знаеме. Знаеме од катастрофа, може пошол тој у Германија, Шведска, кај Европа голема, може кај сака да појде. Грчка одат пуно. А становиме, треба да се знае. Друго исто, значи, според тоа се и рибниот фонд се планират. Рибарите да знаат со кајчина, со пентиве, колку да лове. Ќе палјаме јас пентава џабе, ќе фаќаме пастрнки и шо? Ќе ја мрзнам. Па смрзна и икрата мрзни. Па смрзната икра не се мрести и после нема риби. Нема риби. Од рибници ги лежат луѓе од таму оде ги ранет со како го викаш со калифорнијска, тоа и тоа е. А албанци ве ловат, а ние не ловиме. А колку риба имат, не знаеме. И јагуливе се има преку Димон, ќе ој тамо Јадран, ќе се раскеца, ќе се размрз, не се раште, бе. Риби бе не се раштет. Ево ја галичица онда, глеј. Трчи гоедо. Златни пасишта така седат. Бойлер имам 50 литри. Знаеш да не клам проточен, да се капе топла вода, стално да имат, да не зборат, странци ки идат. Зато на политичари ве сакам лична порака да им го онадам тука. Ние сме Европа, бе. Треба да не се брука, треба да се знаат колку не имат. Ак не се попишиме, ак не направите, пак као ресенчанина јаболка на што ги фрла везеро, така ни охридени ако правиме тоа, креветиве све што во езеро, и органите везеро, машините везеро, и така ги фрламе, па да ги видам после УНЕСКО кога ќе дојд овде. Тоа беше све за ово издание на YouTube. На крај да не забравиме, subscribe тука, лайк батон, коментарче, нешто вие што мислите за пописот, тоа е, се гледаме во другата епизода. Така се сака Македонија, рекол Климе и побрзал видеото да го аплодира на YouTube, затоа што неговите субскрајбери со нетрпение го чекале неговото мислење за пописот.